Убавините и природните потенцијали на Осоговската планина, ретките ендемски видови, чистиот воздух, органските продукти од растително и животинско потекло се само дел од можните елементи за формирање добра туристичка понуда, која ќе привлече бројни туристи и ќе придонесе за развој на североистокот и Осоговието. Самиот предел во Осоговскиот крај е специфичен и е привлечен за туристи. Сакаме да го ставиме во функција на промоција за вредностите и развој на туризмот. Од друга страна пак другите вредности кои што односно идентификуваните потенцијали направени може да кажеме од човекот како културно наследство низ годините, историско наследство. Потоа локалитети каде што може да се види се уште архитектурата традиционална, особено во високите делови од планината, во селата, кои што се уште имаат зачувано една стара архитектура, нели градбата од таков тип. Тие се многу важни за развојот на ваков тип на туризам. Значи, како рурален туризам, можеме да зборуваме на Осогово како гастрономски туризам, затоа што храната е навистина во регионот е се уште присутна она како што е готвена од нашите баби, поготово со локалните производи, со производите кои што ги нуди планината, како боровинки, малини, капини. Сите знаеме дека тука се прават сладка од тие продукти, потоа печурките, ако тука ги ставиме исто така и земјоделските производи како што е гравот или компирот, кој што исто така нели влегуваат и му даваат чмек на она нели што е традиционална храна. Македонско еколошко друштво во изминатите години работи на промоција на овој дел од Македонија, на идентификување на природните потенцијали за развој на туризмот, за заштита на природните реткости и знаменитости и промоција на културно-историското наследство. Осоговски и Лесновски се можеби најатрактивните манастири, кои што се атрактивни нели за може да кажеме целиот Балкански полуостров и може да привлечат странски туристи, но исто така и малите црквички кои што се по селата, ако се поврзат соодветно во еден убав пакет, може да бидат нели и tekako добра понуда за развој на нели ваков туризам, не само манастирски, него би требало да се зборува на Осогово како една комбинација од различни видови на туризам, да се направи нели еден убав склоп на сите тие можности кои што ги нуди регионот и да се поддржува понатаму еден ваков тип на туризам. Планинарството, велосипедизмот, рекреативниот и алтернативен туризам се само дел од областите кои со правилна промоција и поддршка во иднина може да бидат значајна алка за целокупната етаблираност на Осоговските планини како автентичен, убав предел во Македонија, атрактивен, а се уште недоволно искористен.